Добро вечер, започнуваат ексклузивните минути на Фолк Ексклузив. Погледнете што ви подготвивме за оваа вечер. Тино е еден многу прекрасен човек, многу добар карактер. И се очекува 12 часот стандардното кршење со јајца и така. Славен христијанин со семејството. Значи, тоа е единствен ден кој што можам да бидам со семејството. Велик ден за мене и за мојата фамилија, значи е еден од најубавите празници, најубавите времења во годината. Ние по традиција сме, да речам, верски наклонети, како кај мојата мајка, нели, така и во новиот дом, кај мојот сопруг. Се собираме сите, доколку тоа ни го овозможуваат обврските, нели, на овие големи празници. Има луѓе места каде што го слават овој празник, дали во своето родно место или во ресторан. Така да некојаш сум слободна, некојаш не сум. Обично кога сум слободна, тоа се празнува цел тој ден. Значи навечер се оди во црква, се пали свеќа, па нели после 12 се крши јајце и така. А дали рано наутро во четврток станувате пред да изгрее сонцето и вапцате јајца? Па еве како така тазе домаќинка се трудам, значи и досега ми успеало овие 3 години да станам наутро и да вапсам јајце, па се разбира дека и оваа година ќе го направам тоа. Каде ќе бидете овој Великден? Дали работно ќе го поминате или пак ќе го поминате во својот дом? Таа вечер, значи во саботата на 30-ти, ќе можам тоа да го прославам со моето семејство. Другиот ден, на 1 мај, ќе настапувам во ресторанот Сајгија, каде што едно место близу Гостивар, цело тоа место ќе си слава, значи тој празник го слават, а јас ќе ги забавувам. Значи во Гостивар. Погледнете кои се наоѓа од 5-то до 2-то место на единствената топ листа која што е посветена на македонската фолк музика. Место број 5. Адријана Ацевска. Заљубена. Место број 4. Анета Арсовска. Бомба. Ти не ме познаваш, штом така играш, но ќе ти кажам, многу рискираш, премалку вложуваш, а многу бараш, за сите мажи, приказна стара, баш ме нервираш, ќе експлодираш. Бомба, бомба, пази кај газиш, бомба, бомба, скапо ќе платиш, бомба, бомба, бегај одма, не сум бомба платонска. Бомба, бомба, пази кај газиш, бомба, бомба, скапо ќе платиш, бомба, бомба, бегај одма, јас сум бомба атомска. Место број 3. Татјана Стефановска. Какво срце имаш ти?
2. Група Оскар, Аман Моримаре. Ако има малку правдина на овој бели свет, немаше да бидам тажен јас, туку радосен. Ако има малку правдина, еј под небото, до сега ке најдев чаре јас, лек за срцето. Аман Моримаре, што ми направи, ни на небо, ни на земја, ти ме остави. Аман Моримаре, млад јас постаре, но во тебе, маре, ке сум вечно заљубен. Вообичаено за великденските празници обично сме по турнеи. Меѓутоа, оваа година, после 5 години, конечно ќе го прославам дома заедно со мојата фамилија. Дали сте возбудена? Па можам да кажам да. Дали никогаш сте станала рано наутро на Велики четврток пред изгреа сонцето и да вапцате јајца? Не, досега не, меѓутоа ќе се обидам оваа година да станам. Дали знаете да вапцате јајца? Не, ќе пробам. За се има прв пат. Дали што правите обично и во оваа година бидејќи не сте негде на турнеја? Дали ќе одите во црква? Па да, оваа година веројатно со мојата фамилија ќе отидам во црква и ќе се кршиме. Великден го прославуваме традиционално како и секоја година, значи сабота навечер, одиме на црква, се врати црквата и секој си носи јајце, се палат свеќи, во црквата се служи литургијата и потоа сите се честитаме Христос воскресна, Христос воскресна, Христос воскресна, навистина воскресна и се кршиме со јајца, традиционално. Дали ете дамите од вашиот дом стануваат рано во четврток и вапцаат јајца пред изгреа сонцето? Јасно, тоа е традиција, од сите имат научено од мајките, јасно, четврток пред изгре сонце се вапцат првите 3 јајца. Дали оваа година ќе бидете заедно со своето семејство за Великден или пак имате негде професионално да настапувате? Па ова година професионално ќе настапуваме, имаме приватна веселба, но пак си го прославиме во најтесниот круг празникот. Анита Арсовска повторно ни допатува од Велес, ние се прошетавме низ Скопје и погледнете како си поминавме. Анита, пред некој ден го прослави својот 18-ти роден ден. Нема да ги коментираме годините. Па 18, така изгледа. А ти благодарам, добро. Сум поминала покрај ти 18 годишните. Добро, битно е дека јас се чувствувам многу млада, а не се битни годините. Да, наполних 32 години на 13 април. Како прослави роден? Убаво си го прославив со мојот љубен. Да. Она што мене ми западна во очи, она порака која што твојот љубен ја напише на Facebook, ќе може ли барем да ми парафразираш таа порака? Па јас ке морам од почеток сигурно да ти ја прочитам. Пораката беше многу долга. Јас во кратки црти ќе ти ја кажам. Беа употребени најубавите, најмилите, најромантичните зборови што може да постојат. Ама тоа е таков е мојот Дино. Што се збореше во пораката? Пораката, значи, овака, ќе морам да ти ја прочитам. Мора. Ајде, јас ќе ти помогнам. Ако вака, мора. Јас ќе мора.
пораката. Прочитам точно, не е толку кратка. Не е толку кратка пораката. Момент само. Со оглед на тоа дека имаме доста други работи постирано тука. Зарем не направи скриншот и не се стави на позадина на телефон. Тако нешто вреди. Секако дека вреди. Но не ќе толку јавно, да. Овака гласи. Низ мојот живот минуваат луѓе и оставаат некоја трага, но ти си нешто навистина посебно. Ти си нешто што првпат ми се дешава во животот и би сакал цел живот да си покрај мене да го осеќам истото чувство. Да си ми жива и здрава. И од се срце ти посакувам сите мисли и посакувања да ти станат реалност и да бидеш мајка на моите деца. Среќен роден ден, ангелу мој. Живеле. Ова запросување јавно, како го свативте? Како ја свативте ова порака? Пораката беше роденденска, нормално од срце посакана, многу не знам, значи искрено да ти кажам, мене прв пат во животот некој таква емотивна порака да ми напише и да ми каже. Готовен сте на таков чекор? Па нормално. Јата мајка на неговите деца? Па сум подготвена секако, да, секако дека сум подготвена, меѓутоа нели здравје Боже кога ќе дое ред за сето тоа да се случи, ќе се случи. Досега јавно немате говорено за вашиот емотивен статус, за партнерите кои што сте ги имали? Да, немам јавно говорено со оглед на тоа дека не дека не било нешто сериозно, меѓутоа не сум сакала толку многу приватниот живот да си го експонирам на некој начин. Побитно ми било сето тоа што се случува во врска со мојата кариера да ми биде нели приоритет. И тоа ми е сега приоритет, не дека јас сакам цело време за приватниот живот да живеам, да зборувам, меѓутоа секако на пример на нашите гледачи, на новинарите сето тоа им е многу поинтересно нели да не прашаат и нели гледачите сето тоа да го дознаат од нас отколку нешто што е во врска со работа. Што Дино заслужи да биде споменат вака убаво да зборувате за него? Се што заслужи, не знам. Самото тоа што многу го сакам, многу ме сака, среќни сме и тоа е тоа. На кој начин искажувате љубовта? Знаеш како, не на кој начин се искажува љубовта. Едноставно со некој човек функционираш или не функционираш, многу е битен карактерот, да имаш целосна безрезервна поддршка од саканата личност, да те поддржува во се буквално, па дури да може да те свати дури тогаш и кога не си во право за нешто. И кога самата себе си не се разбираш. Токму така, тоа е многу битно, карактерот е многу битен. А инаку другото, нели како велат, кога некој може да ги прифати толку лесно твоите мани, толку лесно и може да ги прифати твоите доблести. Каков е Дино? Како ве освои? Дино е еден многу прекрасен човек, многу добар карактер, прекрасна добра душа, прекрасен човек за мене. Одличен музичар? Одличен музичар, секако, значи тоа е во врска значи со работата што работи. Одличен музичар, значи прекрасно пее, одлично знае да си работи работата. Колку е таа предност? Двајцата сте музичари. Има ли некоја предност или кои се маните кои што би ги имало ако ги има да сте во врска со музичар? Добро, како што нели претходно кога разговаравме баш ти спомнав, во секоја врска мора да постои некоја минимална љубомора. Кај нас е скоро ја нема. Искрено да ти кажам, скоро ја нема таа љубомора. Битно е бидејќи ако ја работиш истата работа, која си од истата бранша, само се надополнуваш и многу полесно функционира сето тоа, за разлика од да бидеме нешто поразлично. Јас работам многу специфична работа, јас сега до сега не најдов партнер кој што ќе може да ја свати мојата работа, дека мене ми е работа да пеам, дека мене ми е работа да изгледам прекрасно, провокативно и сето тоа да може некој да го свати сето тоа. Тоа е тоа. Дали во скоро време можеби ќе се случи она кое што он го посакува и можеби ние ќе дојдеме на свадба? Па можеби ќе се случи, здравје Боже. Ќе биде се поред, ќе биде. Тоа е тоа. Сакате да станете мајка? Сакам, зашто да не. Помислам дека ми е време. Да. На кој начин време? Во кој смисол? Време, бидејќи веќе имам 32 години, сепак биолошкиот часовник мине на жената. Ама како вела дете од стара мајка, многу паметни деца ќе имам. Да. Сакате машки или женско? Или не е битен полот, битно е да... Не е битен полот, јас само знам дека сакам 3 деца. Да. Како се обврскиваат 3 деца? Па добро, сега мислам дека Ќе се откажете од пење. Детето е најголемото богатство и мислам дека тоа е нешто што вистински вреди човек да живее, а кариерата видите вака, значи во животот се можеби
се е милливо на некој начин. Битна е и кариерата, нормално дека е битна, меѓутоа мислам дека потомството е единственото нешто за кое вреди да се живее и тогаш човекот вистински тогаш ќе наоѓа вистински смислата за животот. Барем јас така размислувам. Каква мајка би била? Сте размислували некош на таа тема? Би била строга? Па ќе бидам строга кога треба да бидам строга, ќе бидам добра кога треба да бидам добра. Да. Споменавме дека Дино е музичар, но досега вие професионално нема да се работено, поката пријатно што се работува. Имаме соработувано неколку пати професионално, меѓутоа не сме се ветили еден на друг дека ете соработката ќе продолжи понатаму. Да, кога ќе има потреба ќе работиме. Не сме врзани за како на некој начин во бенд за да работиме цело време. Ќе видиме. Било полесно доколку не до тебе на тие свирки настапи? Па, може би ми било полесно, со оглед на тоа дека е многу одличен музичар, значи прекрасно знае да пее и да свири и одлично знае си работи работата. Мислам дека би ми било полесно. Да. Секој слободен период кој што го имате со Дино го посетувате на патување, на заеднички патувања. Каде последно бевте? Па добро, ние сме си повеќе сконцентрирани тука, значи во Гевгелија највеќе. Заедно сме си преку неделата, бидејќи за викенд и тој има настапи, јас имам настапи, и за викенд не сме заедно, многу ретко да бидеме заедно. Преку неделата сме заедно, највеќе сме си во Гевгелија. Да. Ми кажа мене дека кога сте били на последната турнеја во Австралија, дека не сте се одвојувале од телефонот. Па тоа е. Љубов преку жица? Љубов преку жица, па да, со оглед на тоа дека бевме и многу далеку и временската разлика беше, нели, Австралија е 8 часа напред од Македонија и самите обврски колку што ни налага, да, на Viber, на WhatsApp, цело време бевме. Споменавме дека телефонот не го пуштавте од рака. Нели може би праќавте експлицитни фотографии? Не. Вашиот став за таквото нешто, за љубов преку жица, за експлицитни фотографии? Не, сум против сето тоа. Мислам дека сето тоа треба во живот да се направи. Не преку фотографии или некои снимки таму. На ваша колешка кариерата и успеа благодарение на таква снимка. Би ризикувале да направите тако нешто? Не ми треба таква слава, зашто после тоа колку и да си успешен, секогаш ќе излезе тој муабет као успеа на таков начин, а и не е тоа. Мислам дека треба да знаеш да се носиш со сето тоа, со оглед на тоа колку сум и јас, например, на некој начин патриархално воспитана, мислам дека не би можела со такво нешто да ме се случи да живеам, да се носам со сето тоа, искрено не. Да, и подоцна кога имате деца ќе биде проблем кога... Некако, значи јас не сакам утре моите деца да се срамат од мене. Толку? Според мене. Добро, како и секое православно македонско семејство, најчесто доколку дозволуваат обврските, се прослава заедно со семејството. И како што е редот, се оди навечер, нели, во некој храм и се дочекува 12 часот стандардното кршење со јајца и така. А дали вашата сопруга, бидејќи млада, станува рано наутро во четврток и вапца јајца пред да изгреа сонцата? Да, на мое огромно задоволство. Сепак и она ја следи таа традиција. Да, како што се сеќавам, веќе неколку години стана во четврток и нормално офарба неколку јајца, така, 30. Кажете ми, дали оваа година ќе го прославувате Великден со вашето семејство или пак сте ангажирани негде? Така, на 30 во очи Великден ќе бидам со семејството, ќе одиме во црква, а додека на 1 мај ќе бидам дел од големиот великденски концерт со националниот ансамбл Танец. Покана до сите, повелете да дојдете. Време е да погледнете кој е фаворитот за оваа недела и кој е предлог за оваа недела. Предлог за оваа недела. Зуица Лазова, Скопје. Музика, сонцето пак се раѓа со музика, таму задводно паѓа со музика. Животот овде тече од Ѓорче па до Лисиче. На празници секој со секој слави во чашија, баклава ке се прави на коледе, дечиња пеат збрани, кој тоа ке го забрани.
ribari. Ej, Skopje naše jajce vacano, so belosvetski boji. Ej, Skopje главен град на Балканот, во него баш сите сме си своји. Ej, Skopje naše jajce vacano, so belosvetski boji. Ej, од Шутка Чаир па до аеродром, во него баш сите сме си своји. Во него баш сите сме си своји. Со геврече и кафе од Сабајле, не аншиња, за ручек немај гајле, а на вечер липите кога цута Скопје, на Скопје мириса. А пак Вардар уште не се умори, први зори, ползори бари. Ej, Skopje naše jajce vacano, so belosvetski boji. Ej, Skopje главен град на Балканот, во него баш сите сме си своји. Ej, Skopje naše jajce vacano, so belosvetski boji. Ej, од Шутка Чаир па до аеродром, во него баш сите сме си своји. Во него баш сите сме си своји. Место број 1. Јордан Митев. Кажи да, моја најмила. Денеска сум ептен многу кефлија, со братија со мене тајфа колема. Врат се носам прстен, бурма венчана, ке те барам да ми бидеш невеста. Кажи да, моја најмила, биди ми за навек, моја
Сокак нека вечи вечерва, свирете ја сега свадба голема. Ајде, татко, налеј вино ракија, мајко, фати оро седок небесна. Кажи да, моја најмила, биди ми за навек, моја љубена. За тебе, за мене, бијат срца две, така и до века, нека остане, нека остане. Традиционално се разбира со својата фамилија. Вечерта одиме во црква и го дочекуваме Великден фамилиарно сите заедно. После 12 сатот се кршиме со јајца, се разбира. И Христос воскресна, се разбира, мора да си го честитаме. Христос воскресна, вистина воскресна. Дали вашата супруга станува рано наутро во четврток пред да изгрее сонцето и ги вапца првите јајца? Да, има замено пример од мојата мајка и станува во четврток навечер и вапца јајца, се разбира, црвени, великденски. Дали оваа година ќе го прославите Великден со своето семејство или пак сте негде ангажирани со својот бенд? Ова година ќе бидеме со мојата фамилија во црква, ќе одиме вечерта и ќе го прославиме заедно. Па мислам дека како и секој друг православен христијанин со семејството. Значи тоа е единствен ден кој што можам да бидам со семејството. Дали ја почитувате традицијата, односно дали се кршкат јајца, дали се вапцат јајца во вашиот дом? Да, апсолутно. Мада јас живеам и Битола и Скопје, сум релација Битола Скопје, и кога сум дома знам да си вапцам јајца. Дали станувате рано наутро во четврток пред да изгрее сонцето да ги извапцате првите јајца? Се трудам, значи стварно се трудам, меѓутоа кога успевам, кога не. Дали оваа година ќе бидете повторно со своето семејство, како и секоја година, или пак оваа година имате негде професионално ангажман? Не, имам ангажман, оваа година ќе бидам во Гостивар. Настапувам за христијаните во Гостивар, значи за по повод Великден. Меѓутоа, наредниот ден сум веќе дома. Толку за оваа вечер, се гледаме повторно утре. Довидување.